Благодарам. Има збор господинот Ангело Голубч. Повелете. Благодарам, подпредседателке. Почитуван заменик министер, почитувани колеги пратеници. Значи, слично нешто како на законот за градење и законот за игри на среќа во последно време преживува прилично голем број на измени. И тука во делот на образложението се со цел да ги оправдате денешните измени, почитуван заменик министер, велите дека со почнувањето на практичната примена на законот се наложила потребата од одредени изменувања и дополнувања на законот кои се однесуваат на постапките пропишани со овој закон, со цел отстранување на одредени законски недоследности и обезбедување на поголема правна сигурност кај предприемачите на игри на среќа и на забавните игри и кај државните органи задолжени за спроведување на овој закон. Значи, вклучително и со овие измени што ги прави владата, во делот на овој закон продолжува еден тренд, почитувани колеги, во Република Македонија, да што е можно повеќе бизниси државата стави под своја капа. И со овие измени сакате државата да биде главен контролор и покрај укажувањата на еврокомесарот Штефан Филе за отсуство во Република Македонија на функционална пазарна економија. Така и во овој случај, владата со измените на законот за забавни игри и игри на среќа ќе и даде ексклузивно право на лотарија на Македонија да биде единствен приредувач на интернет игрите на среќа, каде што државата има доминантно учество и во тие игри на среќа лотарија на Македонија ќе учествува со 51%. Значи, со овие измени на законот за игри на среќа и во делот на овој бизнис државата или владата го става под своја капа. Верувам дека ќе се сложите, почитувани колеги, дека не е фер да ако имаме субјекти кои имаат интерес или други компании кои имаат интерес да влезат во делот на пазарот на интернет игрите на среќа, вие да го спречувате влезот на истите и да кажувате дека само лотарија на Македонија мора да има 51% учество и секој што сака да влезе во овој бизнис да мора да склучи договор со лотарија на Македонија. Тоа е државна компанија, а зошто да не дајате можност и други приватни компании да што имаат интерес да отворат ваков бизнис. Ние по дефиниција сме пазарна економија и тука мислам дека ги рушиме концептите. Факт е дека во Република Македонија игрите на среќа се прилично популарни, вклучително и самата акција Детонатор, организирана или спроведена од страна на Министерството за внатрешни работи, во која што беа запленети ни помалку ни повеќе туку 1000 покер апарати, го докажа и покажа истото дека во Република Македонија е во нагорна линија трендот или застапеноста на игрите на среќа. Меѓутоа, за жал, мораме да констатираме дека Министерството за финансии, кое е најповикано и кое е надлежно да го регулира токму работењето на сите друштва кои се занимаваат со организирање на забавни игри или игри на среќа, согласно постоечките законски обврски или позитивните законски прописи во Република Македонија, своите обврски ги нема исполнето. Сушност, истото тоа го покажа и акцијата Детонатор. Значи, ја ја почитувам нервозата која што ја истакна колегата Наумовски, вклучително знам дека не им е мило на колегите од владеачкото мнозинство да опозицијата зборува за акцијата Детонатор. И знам дека
владеачкото мнозинство или власта, вклучително во Република Македонија, сакаше да ја прикаже акцијата Детонатор во такво светло да згора на се чари и некој политички поен. Ама тоа можеше да се случи доколку истата таа акција беше спроведена и реализирана во првите 6 месеци, во првата година од владењето на ВМРО-ДПМН, а не во 6-та година, затоа што знаеме дека ВМРО-ДПМН е на власт во Република Македонија 6 години и ќе повторам, ја сваќам нервозата кај колегите од владеачкото мнозинство, кога колегите од опозицијата ја спомнуваат акцијата Детонатор, а кој друг да ја споменува, ако не опозицијата во Република Македонија. Затоа што реално се дека ние во Република Македонија имавме состојба да 6 години се организираат покер игри на нелегален начин, со непочитување на законите во Република Македонија и да имаме состојба во која што буџетот на Република Македонија е оштетен за 36 милиони евра. Верувам, че и тоа е бројка според математиката на почитуваната министерка за внатрешни работи. Значи имаме состојба каде што имаме затајување на поголем дел од институциите на нивната функционалност, вклучително како на Министерството за внатрешни работи, така на Управата за јавни приходи, така на Царината и посебно тука е зголемена обврската и одговорноста на Министерството за финансии како најодговорно во тој дел и вклучително на Министерот за финансии како главен и одговорен и предпоставен и на директорот на Управата за јавни приходи и на директорот на Царина. За жал, ние бевме сведоци каде што во Република Македонија никој не понесе политичка одговорност, иако се во тек одредени истражувања. И денеска, значи, имаме состојба каде што ни се кажува од страна на владеачкото мнозинство, ние ќе продолжиме со ваквите акции, а да, легитимно е, меѓутоа за некои работи, еве гледаме дека и касно. И јас ќе повторам, јас го разбирам колегата Николовски, меѓутоа лесно беше, бидејќи вели дека ние сме сакале тие луѓе кои што биле загрозени или фатени со акцијата Детонатор да ги придобиеме. И па лесно беше, кога беа парламентарните избори, да се купува избирачката волја на граѓаните од Источна Македонија, замислете негде по глас, ако се осврнеме, достигнуваше цена од 100 евра. А како се чувствувавме ние како кандидати, да речем од изборна единица број 3, кога слушавме или гледавме или ни се кажуваше дека власта ја купува волјата, избирачката волја на граѓаните со прилично високи средства. И предпоставувам дека тие средства беа обезбедени токму од тие луѓе кои што ги поседуваат тие покер апарати. И тука почитувам заменик министер, значи, еве за жал и после 5-6 месеци, не знам колку време помина, го нема обечениот софтвер со кој што ќе можеше напредувачите на игри на среќа тековно да им се следи самиот промет и во зависност од прометот остварен да ги плаќаа давачките, а не паушално да има врската да по 100.000 денари плаќа секое уплатно место, што сметаме дека е нереално, затоа што не е исто да речеме да плаќа 100.000 денари надоместо паушален едно наплатно место во центарот на Скопје или во Делчево, измена која што чинеше прилично голем број на работни места, заради тоа што не е исти прометот, како што споменав, во едно наплатно место во Делчево или во центарот на Скопје. Сметам дека со отсутството на тој софтвер според кој што ќе можеше да се прати самиот промет од наплатно место во наплатно место и во тој дел да се наплачаше надоместокот или давачките,
крайно некоректно и нереално вие не го обезбедувате се уште, иако споменав дека многу работни места не чинеше. На крајот на криштата го имаме податокот за непродолжување на лиценци или немање на интерес. Благодарам. И имаме отсутство на немање барање за нови лиценци. Благодарам. Има збор господица Томиć.